Почитувани граѓани, почитувани присутни, добар ден Ростуше. Добре дојдовте на денешната граѓанска трибина на најголемата и победничка коалиција предводена од СДСМ, коалицијата Можеме. Тендеруар кютетар, мимбрама демир сенерде. Како што можете да забележите, сите досегашни трибини на СДСМ и коалицијата Можеме се организирани според здравствените протоколи од Министерството за здравство. Како одговорна партија, СДСМ и коалицијата Можеме се ставени во целосна функција на заштита на здравјето на граѓаните, па затоа и организира вакви помали трибини. За овие 3 години Република Северна Македонија со СДСМ постигна многу. Станавме 30-та земја, членка на НАТО, и целосно ги отворивме вратите на Европската Унија. Станавме држава со здрава економија, со повисоки плати и пензии, држава која се грижи за сите и во која законите важат за сите. Се тоа се случи благодарение на храбрите и визионерски и одговорни политики кои ги водеше владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Факт е дека постигнавме многу, но знаеме дека можеме уште повеќе и уште подобро. Денес ќе разговараме за нашата визија и план за идните 4 години. Збор ќе има пратеникот на општинската организација на СДСМ во Маврово Ростуше, господин Самир Ајдини. Ќе чуеме обраќање и од кандидатката за пратеник, Белкиса Зекири. Збор ќе земе и носителот на листата за пратеници, господинот Јован Митрески. И на крај ќе се обрати вице-премиерката и носителка во изборна единица 5, Радмила Шекеринска. Трибината ја отвараме со домакинот, господинот Самир Ајдини. Повелете, Самир. Благодарам. Добро вечер или добар ден. Ако гледаме по сонцево, добар е денот, а мислам дека со ваква атмосфера прекрасна ќе биде и вечерта. Ви благодарам што дојдовте, што присуствувате на трибината на предизборниот митинг на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата Можеме. Ви благодарам затоа што знам дека сите сте со обврски, сите имате своји потреби, нели и проблеми, но сепак решивте да дојдете, да слушнете, да не испочитувате и сигурно да го репродуцирате она што ние овде ќе го кажеме. Навистина ми е мило што сме собрани овде сите денес заедно, но малку е тажна атмосферата затоа што гледаме сите сме со маски. Многу поинаква е атмосферата, но ние сме навикнати секако. Секако сме навикнати, нели и на мака, како што велат старите, и се надевам дека ова корона ќе ја победиме. Ќе ја победиме и ќе ја поразиме, исто така како што го поразивме режимот. Ако можевме да го победиме Груевски, ќе ја победиме и оваа корона или невидливиот непријател. Почитувани сограѓани, многу сум среќен што во овие 3 години дишиме слободно. Знам дека не е идеално. Знам дека не се направи нешто премногу што беа очекувања на граѓаните. Но знам дека многу се направи. Многу се направи и на полето на меѓународниот план, на меѓународната политика, а многу се направи и на внатрешен план. Јас нема да им одземам многу одговорите на наредните дискутанти, затоа што нели тука ја имаме и вице-премиерката, односно министерка за одбрана, Радмила Шекеринска, тука ни е координаторот на пратеничката група
и идниот координатор Јован Митрески, тука ни е идната пратеничка Белкиса Зетири и сите во својот дел и во својот домен ќе се потрудат и ќе кажат по неколку зборови за нивното за областа која што ја покриваат. Јас би сакал да се задржам на помошта што владата на Република Северна Македонија, предводена од Социјалдемократскиот сојуз, што помогна и даде многу средства во нашава општина. Даде средства и во цела Република Северна Македонија и знам дека уште повеќе и уште подобро ќе ја води државата понатамо, нормално начело со премиерот Зоран Заев. Кога сме кај проектите, знаете дека секаде кај да одиме потребни се патишта, потребна инфраструктура, потребни се водоводи, канализациони мрежи и така натаму. И секаде и секогаш тие се потребни и неопходни. Но ние сепак си сакаме најмногу да има во нашиот регион. Од тие причини, значи сакам да го поздравам и градоначалникот Медат Куртовски, кој што заедно со владата на Република Северна Македонија, но нешто и посебно со општинскиот буџет, направи и реализира многу проекти во изминативе 3 години. Да не се повторувам, ние немавме чист мандат 4 годишен. Немавме и не беа нормални и демократски околностите во кои што се функционираше. Знаете сите дека имавме после добивањето на парламентарните избори, не знам, 7-8 месеци после тоа не беше формирана влада. Веднаш после тоа 2017 имавме и локални избори, 2018 имавме референдум, 2019 имавме претседателски избори. Сето тоа по 2-3 месеци што трошеше повеќе од една година, година и пол може би одзеде. И сепак во тие чисти 2 години премногу се направи. Знам дека може би некој ќе рече звучи субјективно, ама апсолутно не е така. За да направите споредба, да направите компарација што е направено сега, би сакал да се подсетите и сите да се подсетиме што беше вчера, што се правеше, како се правеше и како се живееше. Сакам само да ве подсетам, не можам да не го спомнам моментот кога тука скоро 2 недели немавме електрична енергија. Знаете дека бевме понижени. Знаете дека немавме чувство гордост и достоинство да се чувствуваме како луѓе. И пазите, внимавајте, во таков еден амбиент, во секое кафуле локално, во секоја чајджилница, во секоја кафеана, имаше човек од спротивната политичка опција, тогаш владеачка, кој што запишуваше, кој рекол нешто зашто нема струја. Извинете, ама тоа не е нормално, не е човечки. И внимавајте, сакам со ова да подсетам, дека и во најтешките мигови ние, сите, бевме под пресија, под притисок, не смеевме ништо да кажеме. Ова го спомнувам и од причина што токму ние тука, токму ние овде, бевме првите револуционери во наводници, ќе кажам, кои што мислам дека беше 4 јануари, што ги почнавме протестите во Република Македонија тогаш. Не почнавме протести за да ја паднеме владата на Груевски. Почнавме протести за да кажеме дека не сме задоволни од начинот на функционирање, од тоа што не смееме, не можеме да го кажеме нашето мислење, не смеевме да кажеме нашата разочараност. И внимавајте, сега вие да немате можност да бидете под репресија и да немате можност да се пожалите, значи тоа е надвор од здрав разум, ќе ми простите. Од тие причини сакам и сега да направиме паралела или споредба.
што е сега, каква е сегашната фактичката состојба што во медицината се нарекува статус презенс. Сега е сосема различно. Сега е многу поинаку, затоа што секој од нас овде, сите тие од првите редови, секој дневно се критикувани, се напаѓани, многу често и неоправдано. Но никој не реагирал, никој не повикал, не знам, инспекции и така натаму, да правиме репресија кон луѓето што го кажале своето мислење. Се сложувам јас дека сопственото мислење секој треба да го каже, но треба да се внимава со говорот на омраза. Тука малку се измешани работиве, но сепак мислам дека луѓето имаат право да кажат се што им душа сака. И од тие причини мислам дека и ги мотивирам сите да кажат, да критикуваат и да си го кажат сопственото мислење. Реков дека општината направи многу проекти што ќе се потрудам да ги кажам. Изградба и опремување на новата општинска зграда. Сите знаете дека општината веќе, односно луѓето што работаат во општината, се вселени таму. Асфалтиран беше локалниот пат во село Велебардо, асфалтиран е пат во Ново село. Има рехабилитација и проширување на локален пат во Ростуше, во Скудриње и Присојница. Сведоци сте сега во Ростуше дека се работи уште и ќе биде тој проект многу убав, каде што ќе биде коловозот 5 метри широк. Се прави нов паркинг простор во Жировница. За 50 или 60 возила, значи во Жировница, каде што не можеше и немаше простор кај да се паркира. Се прави водоводна мрежа во Требиште. Се прави канализациона мрежа во Велебардо, исто така и во Ново село. Има реконструкција на паркинг во Маврово и да не зборувам за поплочување на селски улици со над 14.000 метри квадратни. Тоа значи дека ќе речам дека работиме и овој мандат кога ќе го добиеме после 15, работиме да биде Македонија без кал. Јас ви благодарам што трпеливо слушавте и сега ќе им оставам простор на нашите гости. Благодарам. Благодарам, господине Самир. Вечерашнава трибина во Ростуше ја продолжуваме со говорникот кој овде е на свој терен. Жената која заедно со вас во следниот мандат ќе може уште повеќе и уште подобро да сработи за граѓаните. Кандидатот за пратеник Белкиса Зекири. Урдерони Зоњи Зекири. Добро вечер и од мене, почитувана министерке, пратениче, почитувани гости, драги пријатели и мои сограѓани. Во изминатиот период успеавме да изградиме едно правично и праведно општество. Општество каде што имаме сите еднакви можности и држава каде што никој нема да биде заборавен и изоставен. Во изминатите нецели 3 години, нашата влада успеа да создаде визија за нашите граѓани, успеа и покажа дека се грижи подеднакво за сите. Се грижи подеднакво за децата, се грижи подеднакво за младите, за возрастните, за пензионерите и лицата со попреченост. Едно од големите достигнувања, барем за мене, е тоа што направивме родова еднаквост. За прв пат може да се бориме за еднакво учество на жените во парламентот. Почитувани, ние градиме мостови со нашите соседи, не градиме пречки и бариери. Ние работиме за граѓаните во Република Северна Македонија, а не заработуваме од грбот на граѓаните. Создадовме чувство за саможивот, создадовме чувство
за почит, за добрина. Го создадовме едно општество за сите. Тука нема поделба по етничка и по национална и по верска припадност. Тука има способни луѓе кои се грижат за своите сограѓани. Со доаѓањето на власт најдовме хаос во нашата држава. И покрај запуштените институции, успешно презедовме чекори за придвижување на нашата економија. Сега го реализираме проектот Парите назад кај граѓаните. Исто така е време за нови инвестиции, е време за нови иницијативи и нови успеси пред кои се обврзуваме пред сите граѓани во Република Северна Македонија. Со пристапувањето кон НАТО и кон Европската Унија се отвараат фондови. Тие фондови ќе ги искористиме за развојот, за новиот развој на нашата економија. Со тие фондови се отвараат нови работни места, се зголемуваат платите, пензиите и социјалната помош и уште многу други работи со кои во изминатиот период нашата држава веќе ги реализира. Ова, почитувани граѓани, е патриотизам. Грижата за сопствениот народ е патриотизам, а не блокирањето на сите проекти, блокирањето на да не се укинува радиодифузната такса, ДДВ-то, покачувањето на граѓаните, тоа не може да биде патриотизам. Ние, како влада, имаме изградено визија, имаме концепт, имаме модел кој што ја гледаме нашата држава како европска држава. Немаме црни реклами, каде се преплугува по одредено семејство и каде се поднижуваат поранливите категории и нечии хендикеп. Јас малку ќе се осврнам, ќе се вратам на тоа што господинот председател го кажа за нашата општина. Општината Маврово Ростуше без малку има направено многу проекти, нови решенија. Сите ја гледаме изградбата и новиот развој на нашата општина. Благодарение на владата и локалната самоуправа, нашата општина е во процес на градежна експанзија, процес на менување на работите кон подобро и процес во исполнување на ветеното. Ве замолувам еден голем аплауз за нашиот градоначалник кој успешно си ја врши својата работа. Во следниот мандат, во следните 4 години, планираме со реконструкција на локалниот пат од местото викано, се извинувам, Састав реке до граничниот премин Косово во должина од 18 километри. Реконструкција и асфалтирање на делови од Мавровското езеро и реконструкција и асфалтирање на патот Бошков мост извор во должина од 28 километри. Почитувани, не дели само една недела од големата победа. Ве повикувам да го заокружите бројот 3. Ве повикувам да ја поддржите програмата на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата Заедно можеме, затоа што таа е програма која ја гледа Македонија во Европска Унија, затоа што таа е програма за подобро утре на нашите сограѓани. Да кажеме не на обновата на режимот. Ви благодарам. Благодарам, Белкиса. Владата предводена од СДСМ покажа и докажа дека за само 2,5 години може да се направи многу. И направивме многу повеќе отколку ВМРО ДПМН е за 11 години. СДСМ 3 години во континуитет покажува што значи вистинска грижа за сите граѓани подеднакво. Поставивме темел на концептот едно општество за сите и за нас нема друга алтернатива. Нашиот следен говорник е човекот кој верува во вредностите за кои сите се залагаме и кој ќе работи на целите кои ги поставивме. Членството во Европската Унија, повисоки плати, пензии, нови работни места. Збор давам
на носителот на листата господинот Митрески. Повелјувам. Благодарам. Почитувани граѓани на Маврово и Ростуше, драги пријатели, добро вечер. И на почеток сакам да ви се заблагодарам и на поддршката која ни ја дававте во оние тешки моменти кога ги решававме тешките одлуки за иднината на нашата држава, и за поддршката која што ја давате сега, и за поддршката која што ќе ја давате и после 15 јули, затоа што сите заедно можеме и уште повеќе и уште подобро. Моите претходни соговорници кажаа многу работи. Сакам да спомнам само неколку за оние од другата страна. Првата е кога станавме членка на НАТО. Кога во собрание го гласавме протоколот за членство во НАТО. И тие го гласа. И го прифатија референдумското прашање Република Северна Македонија да стане членка на НАТО. Само еден човек не аплаудираше. Тоа е Христијан Мицкоски. Човекот не се израдува својата држава да ја види седната рамо до рамо со најголемите светски сили. Денес ги слушам продолжуваат со истата реторика. Наводен патриотизам, патриотизам голем со уште поголеми наводници. Го спомнуваат и договорот за добро соседство со Бугарија, а сите го слушнавме на бугарски, како вели ние од ВМРО ДПМН го подкрепаме договорот. Сега го злоупотребуваат. И сакаат да зборуваат за некаков наводен патриотизам, затоа што друго и нема што да кажат. Нема што да кажат, затоа што ова што и претходните мои соговорници го кажаа и го зборуваме нон-стоп, се факти, се бројки. И од бројките и од фактите нема бегање. Факт е дека минималната плата беше 9.000 денари. И факт е дека сега е 14.500 денари. Тоа може секој многу лесно да го провери со едно кликање на компјутер. Сега ги слушам велат и ние ќе ја зголемиме минималната плата и таа ќе изнесува 60% од просечната. Па 60% од просечната е 13.000 денари. Сега е 14.500. Како ќе ја зголемат минималната плата, кога сега е 14.500, тие велат 13.000? Како? Мисла дека луѓето не може да пресметаат колку е 60% од просечна плата? Пак лажат. Кога ја зголемувавме, беа против. Велеа немој да ја зголемувате, ќе останат луѓето без работа. Еден нивни стручњак економски велеше немој да ја зголемувате минималната плата, ќе излезат луѓето на протести. Замислете, немој да зголемувате плата затоа што луѓето ќе протестираат. Денес и тие ќе ја зголемувале. Факт е дека ние решивме 12.000 стечајци за 2,5 години, а тие со сите нивни 11 години и со сите нивни манипулации завршија работа на нецели 1000. И факт е дека и тие 500-600 кои што се останати ќе ги завршим. Затоа што луѓето заслужиле, затоа што луѓето работеле во тоа време и затоа што нивната возраст е таква кога не може да се снајдат со ново работно место и таа работа ќе биде завршена. Факт е дека социјалната помош беше 3.000 денари и 50. Факт е дека сега е 10.500 денари. Факт е дека е повеќе од 3 пати поголема од кога тие владеа со државата, ги трошеа народните пари, ама не ги трошеа за граѓаните, туку ги трошеа за жални врби, за мермер, ги трошеа за споменици, скулптури. Замислете, минималната плата ја зголемивме и никој не остана без работа, напротив бројот на вработени се зголеми со спречување на една работа. Панорамското тркало. Толку ни требаше. Ако зборуваме за овие инфраструктурни проблеми сега што ги
спомна моите соговорници, замислете еден пат, една улица, чини колку што чини скулптурата во Скопје од проектот Скопје 2014, така наречена човек дрва. Ја не верувам дека некој од вас слушнал за неа, ама има една во Скопје, се вика човек дрва. Кошта 50.000 евра. Милиарда евра потрошија на 1 километар квадратен, ама ни еден проблем инфраструктурен на граѓаните не реши. Кога ги стопиравме сите тие работи, кога се посветивме на домајчинско и честно работење, трна работата. Решивме многу проблеми, ама имаме и многу за решавање. Ама ако се споредуваме со нив, тогаш, како велат и учениците во прво одделение, со нула не се дели. Или со нула не се споредува. Факт е дека денес 6.000 наши сограѓани земаат социјална пензија. Оние кои што не го исполнува условот работен стаж. Во нивно време земаат нула. Факт е дека со проектот поврат на ДДВ денес 600 денари секој граѓанин месечно добива пари на својата сметка за разлика од нивните нула кога беа на власт. Факт е дека тие ја зголемија струјата, цената за електрична енергија дупло, а денес има ефтина тарифа. И факт е дека 11 милиони евра завршуваат дома кај секој граѓанин. Не им е дополнителна давачка или не им е давачка од семејниот буџет. Факт е дека укинавме и радиодифузната такса. И вакви факти има многу. Тие се лесно проверливи, тие се на достапност на јавноста и нив секој може да ги види. Затоа, почитувани сограѓани, драги пријатели, на 15 јули имаме лесен избор. Или парите ќе продолжат да одат кај граѓаните, или ќе продолжат да одат во Белиот дворец. Или ќе има слобода, или ќе има режим. И јас затоа знам дека на 15 јули ќе победиме, затоа што заедно сите здружени, сплотени, можеме оваа држава да ја водиме напред и затоа што можеме и уште повеќе и уште подобро. Ви благодарам, да сте здрави и живи. Благодарам, Јован. Знаеме дека и по победата на 15 јули продолжуваме по правиот пат, заедно да покажеме дека можеме уште повеќе и уште подобро. На 15 јули граѓаните одбираат да продолжи растот на платите и пензиите, парите да се враќаат во нивните буџети и нема да дозволат обнова на режимот кој ги крадеше нивните пари. Вечерва со нас е и жената која се бори за правата на сите. Се бореше за стечајците, се бори за правда, за родова еднаквост и се грижи за безбедноста на нашата земја. И во тоа е успешна. Со незиното напорно и визионерско работење стана вистински пример дека се е возможно и дека секој проект може да се реализира. Нашата драга и ценета вице-премиерката Радмила Шекеринска. Повелете. Драги пријатели, граѓани на Маврово Ростуше, драги другари, навистина ми е задоволство што денеска или вечерва сме заедно. Денеска можеме заедно да ја прославиме и да ја споменеме убавата вест, која што дојде од Берлин и која што на сите кои создаваа страф, немир и двоумење им кажа кај им е местото. Во опозиција уште 4 години. Денеска првиот човек на Европската Унија, кој председава во моментот со Европската Унија, германската канцеларка Ангела Меркел, излезе пред јавноста и кажа оваа година ги почнуваме преговорите со Северна Македонија. И тоа беше таа шлаканица на ВМРО ДПМН, која во изминатиот период создаваше дилеми, страф и недоумици.
Оваа година, драги пријатели, ја направивме на вистина да биде историска. Станавме членка на НАТО. После 30 години зборување, ние кажавме зборот е збор. И ние веќе сме НАТО. Зборот е збор и ние годинава го добивме почетокот на преговори со Европската Унија. Каде е сега ВМРО ДПМН, макар со кисела насмевка, да удри барем еден аплауз. Го пропуштија оној за НАТО, еве нека се развеселат, барем за добрата вест за Европската Унија. Ама како вели нашиот народ, дозволи им на ушите да го чујат тоа што сакаат. Очигледно е дека ова е тоа што ВМРО ДПМН не сака да го чуе. Бидејќи не посакуваат добри вести за државата, туку посакуваат само себични вести за себе и својот тесен круг на луѓе. Работевме овие 2,5 години. Не за да се пофалиме, туку за да сработиме. И овие 2,5 години, секој месец, секој ден, на секоја седница на собрание, на секоја дебата што ја имавме, велеа џабе се радувате. Тоа што го најавувате нема да се случи. Ниту ќе станеме членка на НАТО, ниту ќе ги почнете преговорите со Европската Унија. Денеска, ние сите, илјадници граѓани низ државава, можат да си кажат, бевме на вистинската страна. И успеавме заедно со вашата доверба и нашата заедничка работа да кажеме за оваа држава 2:0 напишавме оваа година. Членство во НАТО, почеток на преговори со Европската Унија. За 2,5 години. Сега споредете ги тие 2,5 години со нивните, така речи, 12. Не мрднавме од точката каде што ја оставивме државата. Месеци, години минуваа, цела декада ја потрошивме и додека нашите соседи ставаа во пета брзина, владата на ВМРО ДПМН не стави во рикверц. За двата наши стратешки приоритети. На 15 јули и за тоа одлучуваме. Дали ќе продолжиме во пета брзина или ќе ставиме рикверц. Дали ќе искористиме оваа шанса и сега како членка на НАТО ќе ги почнеме преговорите, ќе ги водиме со компетенција, ќе ги водиме професионално и ќе ги завршиме во најкус можен рок, или повторно ќе се скараат со сите и ќе не остават наследниот ќорсокак. Почитувани граѓани, денеска се покажува дека нашата политика на добре соседство, на решавање на проблемите дома, на соживот и едно општество за сите, не прави сите заедно посилни. Направивме темел на оваа држава, без кој не е возможна нејзината стабилност. НАТО, ЕУ, добри меѓуетнички односи. И затоа можевме да градиме веќе и економија. Затоа можеше минималната плата да порасне за 5500 денари, затоа можеше да расте просечната плата, затоа можеа да растат пензиите, затоа можеше да се враќаат парите кај граѓаните. Само во овој период, најтежок период за цел свет, најтежок период и за нашава држава, периодот на светска епидемија, покажавме колку различно се однесуваме. И наместо да ги чуваме парите за владата да ги троши, ние ги пуштивме помеѓу граѓаните и во фирмите. Знаете зошто? Затоа што економијата не се 20 луѓе во владата. Економијата сте сите вие. Тоа што вие го трошите, тоа што го создавате, тоа што го создаваат и трошат фирмите во кои работите. И затоа во овој период успеавме да уфрлиме 550 милиони евра назад во економијата, во најтешкиот период на најтешката светска економска криза. Само во овој период, повеќе од 324.000 граѓани, сигурно некои меѓу вас, добија платежни картички за да купуваат домашни производи, за да планираат одмор и туризам дома и за да им помогнат на домашните производители да инвестираат, да работат и да ги чуваат работните места. Почитувани граѓани, само во Маврово ростуше.
1088 граѓани ја добиле таа картичка. И таа картичка не е збор, не е ветување, не е најава. Таа е нешто што веќе го имаат во джебот. Нешто што почнале да го користат. Пари што ги почувствувале на своја кожа и ги пуштиле назад во економијата. 8 милиони денари само во оваа општина вративме на фирмите за да не затвараат работни места, туку луѓето да продолжат да работат. Наместо во Скопје, парите тргнаа низ цела држава. Наместо само во владата, парите се кај граѓаните и кај фирмите. И така ќе продолжиме. Ако за 2,5 години можеше минималната плата да порасне 5500 денари, за 4 со чист образ можеме да ви ветиме дека уште за толку ќе порасне на 20.000 денари. Просечната плата ќе ја покачиме на 34.000 денари, ама не затоа што ние така ќе кажеме, туку затоа што ќе им помогнеме на фирмите да растат платите. 600 милиони евра, 300 од домашен буџет, 300 од европски пари, планираме да влезат во домашните фирми. 2,5 милиарди евра. Ако сме паметни, ќе ги искористиме од европските фондови за да влезат во нашите институции, во нашите фирми, во нашата екологија за заштита на оваа неверојатна убавина, да влезат во општините за да и понатаму помогнат да се градат патишта, водоводи, канализации. Тоа сме ние. Да се градат работи кои вашиот живот ќе го направат подобар и поквалитетен. Затоа, навистина, изборот е тој. Ние денеска во ек на епидемија сите носиме маски заради ковид. ВМРО ДПМН многу често не носи маски заради ковид и со тоа го ризикува здравието на сите со кои што разговараат и контактираат. Ама носат поинакви маски. Ги носат оние на прв поглед невидливи маски за да скријат дека времето минало, ама тие останали исти. Останали исти и не се промениле на ниту една тема. Ке дојдат во МВР, тие пак мислат дека МВР е МВР. Ке отидат пред медиуми, повторно ке бегаат од ненарачани прашања. Ке дојдат во кампања, повторно ке бегаат од дуели. Тоа што Груевски го правеше 11 години, тие продолжија да го прават. Маската ја сменија, ама душата, ама политиките, ама вербата не ја променија. Волкот навистина го менувал влакното, но наравот не. И тоа го гледаме на примерот на ВМРО ДПМН. Затоа, кога ќе зборуваме денеска за плати, ќе ви ветуваат чуда. Ама завчера, кога можеше да гласаат за повисоки плати, тие беа против. Беа против секоја одлука која можеше да и помогне на државава. Не се израдуваа ниту за членството на НАТО, не се израдуваа ниту за економските успеси на државата. Почитувани граѓани, еве ќе ви кажам од мојот пример, како ние сметаме дека владата треба да се однесува. Јас имав голема задача. Да помогнам оваа земја да стане членка на НАТО. И успеавме. Ама имав и уште една. Да помогнам на нашата армија повторно да се чувствува како што личи на армијата. Горда, достоинствена, почитувана и ценета. За овие 2,5 години, само во одбраната, само во армијата, платите што си ги носат војниците и офицерите дома, им се зголемија за над 50%. Ако војникот во 2017 носел дома 20.000 денари, денеска, благодарејќи на политиките на оваа влада, носи дома над 31.000 денари. Ако до вчера се срамел од скинатата униформа и старите чизми, денеска носи униформа и чизми што личат на НАТО армија. Ако до вчера се чувствувал заборавен, денеска знае дека е ценет. Така работевме и во здравство, така работевме и во социјала, така работевме и во образование, во сите сфери, каде што знаевме дека државата треба да се оддолжи на сите тие што ја градат и што ја чуваат.
И затоа изборот на 15 е кристален. Изборот е ваш. Изборот е на граѓаните. И на 15 јули секој од нас со својата совест ке пресекува. Оној кој што смета и се залага за повисоки плати, ке гласа за коалицијата Можеме. Оној што сака повисоки споменици, слободно нека гласа за ВМРО ДПМНЕ. Оној кој сака парите да одат кај граѓаните, ќе гласа за нас, коалицијата Можеме. Оној кој сака парите повторно да одат кај Груевски, слободно нека гласа за ВМРО ДПМНЕ. Тоа се едноставните избори кои ќе ги правиме на 15 јули. Ние, вие, граѓаните, па Бога ми и ВМРО ДПМНЕ, знаат кој ќе биде следната влада во нашата држава. Знаат дека таа влада ќе може уште повеќе и уште подобро. Ама сакам пред вас да кажам дека не ни е доволна победа. Потребна ни е победа која ќе ни даде сила, која ќе ни биде ветер во грб, како што ни беше денеска ветер во грб силната изјава на Ангела Меркел. Луѓе, почнуваме преговори со Европската Унија. Сите земји европски дадоа зелено светло за таа одлука. Ке продолжиме напред или ке ставиме во рикверц? Ке покажеме дека ќе искористиме шансата или ќе ја фрлиме шансата во ветер? Ве повикувам да го одработиме секој ден и секој час до денот на изборите. Да обезбедиме победа која ќе покаже дека сме научиле од лекциите, дека сме ги покажале резултатите и дека знаеме дека оваа држава нема право на грешка. За 2-3 месеци најверојатно целиот свет ќе се соочи со уште еден удар на пандемијата на COVID. Не смееме да ризикуваме, не смееме да се коцкаме и не смееме да си играме со здравието на нашите луѓе. Шансата мора да ја дадеме на оние кои покажаа како се води здравство, на оние кои покажаа како се помага економијата во текот на криза, на оние кои обезбедија дополнителни пари за секој лекар, за секоја медицинска сестра, ама Бога ми, и за секоја здравствена установа. И затоа на 15 јули ќе покажеме дека и на таа тема сме го направиле вистинскиот избор. Да бидете здрави, да го чувате здравието, а на 15 јули со сите мерки за безбедност ние ќе си ја прославиме победата. Ви благодарам. Благодарам министерке, благодарам и на останатите говорници. Ви се заблагодарувам и вас што бевте вечерва со нас. Продолжуваме понатаму и по 15-ти заедно, бидејќи можеме уште повеќе и уште подобро. На 15 јули го заокружуваме бројот 3 за сигурна иднина и за иднината на нашите деца. Чувајте го вашето здравие и да излеземе на избори, за да изградиме целосно функционални и капацитетни институции кои уште повеќе и уште подобро ќе продолжат да се грижат за граѓаните и да работат во интерес на граѓаните. Ви благодарам и секое добро. Što sunce to rano izgreva, tamo rosata cveće miluva, kaj što ptica ta ljubi.